Општина Штип се подготвува за организирање на настани во склоп на проектот Обновена Европа. За истиот, локалната самоуправа потпиша договор за партнерство со 6 други градови кои се наоѓаат во земји кои се членки на Европската Унија. Договорот е за Обновена Европа. Обновена Европа, ние сме единствената општина која што не е дел од Европската Унија. 6 останати општини и се дел од државите, значи Португалија, Шпанија, Италија, Романија, Полска, Бугарија и Република Македонија. Општина Штип, значи, беше единствената општина која што партиципира во ваков огромен проект. Првата од низата средби се одржа во Асаково и Варна во Република Бугарија, каде Штип имаше две обврски. Во првиот дел од проектот општина Штип се представи како град кој што не е член на Европската Унија, меѓутоа со презентација, мултимедијална презентација за неговите потенцијали, туристички, стопански и секакви други потенцијали со кои што располагаме. А во вториот дел, во една дебатна атмосфера, ги представивме нашите видувања и бенефити, евентуално бенефите кои би ги добиле од влегувањето во Европската Унија. Втората средба ќе се одржи во јуни во Штип. Овде ќе престојуваат делегации од општините Сетубал од Португалија, Нугеда Санта од Сардинија во Италија, Озаров Мазовјецки од Полска, Викторија од Романија, Монсерат од Шпанија и од Асаково од Бугарија. За време на конференцијата која што ќе се одржи во Штип, должни сме да завршиме 4 задачи, ако така може да се каже. Значи, одржување на конференција која што е наменета на тема евроскептицизам, потоа иднината на Европа и уште две други теми кои што се оставени на нас како слободна волја на размислување како и на кој начин ќе ги реализираме. Се разбира, остануваат и други обврски од типот на тоа да го запознаат градот, да имаат што подобра слика за тоа каде живееме и каков град е Штип кој би сакал да стане дел од Европската Унија. Вредноста на проектот е 150.000 евра кои се поделени меѓу 6 општини кои ќе ги организираат настаните од проектот. Проектот завршува во 2020 година со последната средба во Шпанија. Исто така предвиден е и конкурс за ученици на тема Моја Европа, мој сон, при што ученици ќе пишуваат, цртаат и фотографираат на тема Европска Унија. Конкурсот ќе биде објавен некаде на почетокот на септември.